Работив на Дубровачки летни игри 6 лета. Тоа лето, кога отидов, таму беше на проба, беше ректор на Казалична академија, мојот професор Коста Спајич. Прво прашање му беше што ќе работиш идната сезона во операта. Му реков Фауст. Он така као ме преплаши, ау, тоа е многу тешка работа. Викам, зошто? Па јас пропаднав со Фауст. Имаше премиера и реприза и више немаше представи. Јас морам да ви кажам дека се исплашив. Тоа е тежок залогај за секој режисер, а и голем предизвик за режисер. Кога ми објасни дека четвртата слика не може да ја реши, тоа е Ахилова пета, како што ми рече за секој режисер, затоа што Мефисто кој во втора слика паѓа кога ќе види крст, сега влеза во црква, или во црква или пред црква, а или таму и таму има крстови. Добро, јас го припатив тоа и работев. Многу ноќи непреспиени, додека не дојдов на идеја дека нема да го внесувам Мефисто во црквата, нити пред црква, туку бидејќи Маргарета е гравидна, направила е грех пред Бога, пред твојата црква, пред своето достоинство и доваѓа во црква, не да се сретне со Мефисто, доваѓа во црква за да се исповеда пред Богородица мајка, али злиот дух е во нејзе, он ја прогони. И она влиза, полека отвара врата и што мисли дека некој ќе викне, ќе ја нападне, она клекнува, прво приваѓа и ќе мора да запеам, тоа е прекрасно, ја инсистирав да тоа напее бело, без вибрато, исплашено, да кажем, мој Боже, дозволи на слугинката своја да коленичи пред Твојот лик. Сега со злиот дух, не, Господ не те чу, да те казни со ужас. Сатан изли, елате миг. Има музика, ти, она бега, и кога доаѓа на друга страна, сега понова Мефисто од друга страна, Маргарета, и она вика, некој вика, сега бега на трета страна, па на четврта страна, и вика, во железен круг сум сега јас ја вртам со микрофоните кои беа на три страни, еден микрофон во салонот, ја вртам и на крајот она се залетува и вриснува пред Богородица, гледајќи ја Богородица, тогаш ми ја гасам светло. А Богородица, а зад тил стои Мефисто. Мефисто вака, стои над неа, она вриснува, паѓа доле, полека дига глава, пак ја гледа Богородица, ја дам индици дека она е тука полудела. Jer nema kade na drugo mesto da poludi. Margareta tuka poludila. Роден сум на 7.1.1924 година во Куманово, каде завршив основна школа, се запишав во гимназија. Ја 1943 година бев исклучен од сите гимназии на Бугарија. Јас и уште една другарка, моја која загина на напад на Скопје, и мој колега школски, сега детски лекар во Скопје, Караџински. И после тоа ја отидов во партизани. Учествував на цел Сремски фронт до австријска граница. После тоа, од Сремски фронт се вративме на грчка граница.
во Дојран, кај и сега ме потсеќаат постарите. Тамо, де факто, долниот дел на Стар Дојран има доста срби. И е него командантот Дане, е него командантот Дане. Така ме викаат. Еден од поважните датуми од моето учество во Народно-ослободителна борба е 11 ноември 1944 година, кога со 120, да не кажам јуричници, го заземавме Куманово. Јас на конј влегов по Куманово, при влегувањето во Куманово, улица Доне Божинов, мој прв братучет, кој загина на пробиштип, пред конј застана мојата бујна. Клекна, го пати конјота, го со раце прашува каде е брат ти доде. Тужни беа тоа часови. 1946 година бев по Министерство на правосудието. Морам да ви кажам дека беше ужасно, немавме кадар. Така да председател на суд во Свети Николи беше со основна школа. А ја вршев должност на правник во Министерство. Ај немаше луѓе доверливи, jer многу од адвокати соработувале со окупаторот, не може да му даде сега да биде студија. Јас, што ме влечеше, да ви кажам, свирам гитара, свирам изваредно устна хармоника, пиково, свирам кавал, свирам и гусла. Што сум допатил до инструмент, сум учил, многу сум сакал. И кога бе по Министерство на правосудието, тамо беше јавно обвинителство на Македонија, беше окружен суд на Скопје, прибрав и направив хор, оно што мене ме влечеше. И министерот на правосудие, еден прекрасен господин Васил Каледжиски, ме вика: Данчо, не си ти за... Ја ке ти кажам, треба да се јавиш, има конкурс за артисти на Белградска академија. И да се јавиш обавезно. Конкурсот е во театарот, Македонски народен театар. И јас се јавив на конкурсот. До конкурсната комисија беше Петер Праличко, Тодор Николовски, Илија Джувалековски, Чостаров и Раша Плавовиќ. Ја кажав една рецитација, која убава подготвив, еден монолог, и Илија Джувалековски седна за клавир, и ја му викам: ја можам да испеам една италијанска канцона. Знаеш ли? Знам. Од Умберто Џордано, Каро ми обен. И почнав да пеам, и кога искочив надвор, благодарам, искача Тодор Николовски по мене и ми вика: момче, утре во 8 сат кај директорот на драма. Нема да идеш на академија, си примен за артист во Македонски народен театар. Најдобар сум бил на аудиција. Ја отидов, му кажав на министерот, вика: никако. Ке одиш на академија, после ке дойдеш во театар. И јас се вратив во театарот и викам: не, јас сакам на академија. Не може. Дали си член на партија? Викам: сум. Јавијат на градски комитет на партија, ме викат во градски комитет: потребни се артисти на Македонски народен театар, ќе се останеш во театар. Точка. На 10 март 1947 година веќе добив решение за артист на Македонски народен театар. Мора да ви кажам дека со посебен афинитет се однесува према зградата, која беше дивна. Божица, кај се одигруваше драмска, музичка и балетска уметност.
И тоа беше во март, во јуни месец, Петре Прличко почнува да спрема бегалка и ми дава една од главните роли. Јас се исплашив, сега неверојатно, не се плашев ја од дијалог, ама се плашев од монолог. Како ќе спрема монолог? А ја дојдов до тврдо убедување, артист, кога ќе стане самостален, односно кога ќе почне да работи сам монолози, тој е самостален артист. Може сам да прави рола. И ја спремавме доста долго. Во представата учествуваше Петре Прличко, Тодор Николовски, Марија Мери Бошкова, Тодорка Кондова. Имаше прекрасна една рола, направи карактер на Токи. Има посебен апинитет према нејзе и као артистка и као режисер. И многу ми е и ден денеска жал што она не направи кариера, требаше да направи голема кариера као режисер. Играше, Бог да го прости, Чоревски. Бевме многу добри другари. Таа представа идеше стално на репертуар. Морам да ви кажам нешто сега, као режисер. Ниеднаш Петре Прличко не потврли во режија. Само затоа што е висок професионалец артист. Ако некој од некого сум научил што е тоа театар, тоа е певица Илија Милчев. Од кога помина под опера во драма, ама то така, ја за 24 сата речев и го прашам Чостаров, го прашам прво Милчин. Данчо, ја ти реков да не идеш во опера, ќе останеш во драма, што ćeš во опера? Ама требаше опера, требаше, ја морав и опера да пеам вечер, а утре да играм драма. За тие наморев. Играв една од главни улоги, Петре Прличко, Илија Ѓовековски и јас. А режисер беше управникот на театарот Коле Чашуле, кој сите артисти го сакавме, оти беше голем љубител на театар. После тоа играв од Клаис Скршена врчва, во режија на Илија Милчин. Игравме во Домот на градежниците. Киро Чортешев направи врсна рола, на тоа се сеќам. И ја игра помала рола, али Киро беше изверен. Ја многу ценам Киро Чортешев, прекрасен артист. После тоа сум играли во Чорбаджи Теодос, Коџа Башипанко, се менјаме, некој нели отишо тоа. А у Оклопни воз од Фадеје, Чостаров режираше, не ми беше многу наклонет. Јас знаев да бидам пргав. Он беше мало абсолютист. А јас дошол од армија. Капетан сум бил. Не сум свикнал да наведнувам глава пред никого. Така да ми даде рола, една мала рола, пијанец. Заедно со Добрина Пуцкова. И ја направив таква добра, али никако да ме врати, или да ми каже добро е, или лошо е. Ништо, чути до премиерата. После премиерата, Бојко Степановски приоѓа и вика, Чостаров Сабајле изјави дека тоа е најдобра рола во Оклопни воз, тоа е рола пијанец. Онда дојде Глорија од Ранко Маринковиќ. Тоа, не можам да заборам, Бог да го прости,
Мирко Стефановски беше директор на театарот во Битола и дојде на представа, гледаме као Дон Зане и ми приваѓа и ми вика: "Абе ти си израсна, ама одличен артист. Кога бе успеа тоа?" А Ќостаров никој пат за ништо не ми кажал на сцена. Тогаш приде, а има многу дугмета одека. Унесен во сцената, полека, можда 2 минута, кој е многу на сцена, ги закопчував. И он вика: "Тоа што го закопчуваше дугметата е висока уметност. Таа пауза ја направи висока уметност." 1953 година ме испратива во Загреб да учам пеење. Отидов кај познат, најпознат педагог југословенски, Лав Брманич, кој беше со огромна музичка и стилска култура. Изванредно интелектуалец, изванреден. Кога ме чу, се одушеви од гласот. И кога прашав колку треба да плаќам, вика: "Ништо не треба да плаќам." Пардон, Кирил Македонски, со опера Гоце, кај својот професор Крсто Одак, познат хрватски композитор. И отидовме кај Крсто Одак да ме чуе да испеам аријата на Гоце. Јас се бев научен. Прекрасен текст имаш. Да сетиш Егеј да те гали, да слушаш Вардар како диши, да видиш моќ на свети скали под сводот пирин што ги виши. О, нема ли да бидеш горд? И ме викнаа за Гоце, професорот никако не дозволуваше. Управник беше Перо Коробар. Никако не дозволуваше професор да покне, викам Данчо, и напиша писмо на Коробар. Вика: "Данчо, страшно ќе погрешиш. Јас сакам уште 1 година да работам со тебе и гарантирам дека ќе те обезбедам солистички концерт во Беч." Ми прикажува пред студенти, по тоа се чудела како убав глас имам. А ја не бев доучен. Променета една школа, сега сум во друга школа. Знаете како е то пејач? Кога изгубите диафрагма, пеете на град и сега почнете на диафрагма. Па сега не може ни то, кога дојдов на Гоце, многу ми беше тешко. Али морав да пеем Гоце. Ма како? Тоа е по политичка страна притиска, Данчо мора да пее Гоце. Дојде режија на Петер Праличко, добре, јас перице многу сака, многу го ценев, многу лесно. И има тука во ова книгава критика од доктор Франшек, мислам, од доктор по музика. Маточич кога дојде, доведе професор од Музичка академија пианист, со кого треба да работат солисти, да ги научи и стил и све, да не работи Маточич. Он работи тоа, ама тој е доктор по музика. Ами имавме многу репетитори кои со многу мала култура, едноставно учат колку ноти. Тогаш го отпеав Гоце, имам и фотографии убави. Иначе тогаш учествував у опера Травијата, пеев доктор во Травијата, после пеев во Риголето, Спарафучиле и Монтероне. Риголето, Джилда беше Василка Биџова и Зина Крелја, прекрасни. Томче Грицаровски, покоен беше. Мислам да тој е најголем македонски тенор што го имавме. Млад отиде, млад почина, а беше фантастичен тенор. После тоска представа игра Клисар
пак да ја спомнам Тодорка, кога вика, доваѓам клисер да те гледам како пачеш мува. Ама јас на вистина гледам мува кога ти ја патиш. Ја клисар, он како чат, паче и ја гледам мува, патаме мува, па ми избега мувата, па ја патам, вика. После тоа, Волшебна флейта, утечка опера, Моцартова, работев, режисер беше Ловро Маточич и диригент Ловро Маточич. Он ја спремаше, ама не му дадоа во Белград да дирижира, Скаловски дирижира. Скаловски беше добар наш диригент. И Дао Скаловски, и Трајко Прокопиев, и Кирил Спировски после се појави, така да имаме 3 школовани диригенти. Во Волшебна флейта има една од главни улоги. Имаше 2 прекрасни арии. 1949 година на 11 октомври имавме концерт во Белград, не поканија Белград по восстание на македонскиот народ на 11 октомври 1949 имаше концерт на Симфонички оркестар на Радио Белград, диригент Џимон Здравковиќ, а Данка Пирпова и јас учествувавме на концерт во Коларчев универзитет. После тоа, двете арии од Волшебна флейта, која ја ги спремав у Волшебна флейта со Маточич, бараа да ги снимам на плочи во Белград, во Радио Белград. И ги снимав и други работи што пеевме, снимавме и Данка Пирпова и јас. И тие арии после долго време во Охрид ја и Натка се шетаме, слушаме Радио Белград, Волшебна флейта, 2 арии, пее Данко Митев. А тогаш ми рече, Моцарта можеш у Бечу певати, можеш и во Беч да пееш, каде сакаш во Германија, така си спремен, така сум те спремил да знаеш како се пее Моцарт. После Трубадур, Данка Пирпова беше изванредна во Трубадур, Леонора. Дадовме изванредна представа Орфеј од Кристоф Вилибел Глук во Белград, во кој брилираше Ана Тофлица со свој алт, тогаш беше алт, и тој диапазон на глас неизин беше алтовски доле, ер Орфеј е уствари низак, музички не е висок, нема височини. Тука беше Ана велик. И на барање од белградска публика, ние моравме да дадеме уште еден Орфеј. И критики што имавме, изванредни беа. Се чудева како македонците можеле за толку кратко време да направат толку убави представи, толку убави опери, толку стилски издржани опери. Мајаковски го рецитирал, вика, единка е нула, а што нула вреди? Ништо не вреди нула. Ама единка во уметност, во операта, многу вреди. Маточич направи опера во Скопје. Нина Кирстанова направи балет во Скопје. Тоа беа најубави цветови што ни дадоа. Морам да признам дека имаше изванредно разбирање од владата. Кога Маточич кажа дека нема музичари, 23 музичара земавме од Италија и стално ги плаќавме у девизи, а бевме ептен сиромашни. Разбирате ли, да земеме од Италија, од Милано земавме музичари. И то немаше проблем. Немаше проблем да направи режисер проблем за сценографија. Не, колку ќе побара, толку ќе доби.
И стално вика, нема нација без национална култура. Тоа е точно. Тоа е точно. Грците не ги ценат по тоа што се сега. По ценат по 2000 годишна култура што ја има. Ние и тоа што направивме, го збришавме. За жал. Сега немаме опера. А има луѓе. 1962 година ме викна управителот на Македонски народен театар Стоимир Поповски и ме праша: Данчо, што мислиш? Мислиме дека ти бил драмски артист и оперски пејач и најадекватна личност си да идеш да студираш оперска режија. Ја прво бев малку резервиран, си најдов пат по драмата, почнав да играм големи роли, али ово ме ипак малку заголица да идам да студирам во Загреб. Отидов во Загреб, се јавив на академија, тогаш Вукан се запиша на академија, и Коста Спајич ми вика: Данчо, од кого ќе учиш? Немаш од кого да учиш. Данчо, ти си одличен артист и одличен пејач. Ако сакаш да научиш театар, ја досега не сум имал асистенти, а не мислам да имам друг, ќе те земам да бидеш асистент. И све што работам ја, ќе ме асистираш. И на оперски представи, и на драмски. Коста Спајич има завршено и музичка академија, и драмска академија. И е бил виолинист во Загребочка филхармонија. Ја отидов да видам кој предава. Кога видов, на вистина, нема што да учам. И како ќе одиш на мои часови, на часови на Ранко Маринковиќ, кој беше ванреден драматург. Па ме засака кога му реков дека сум имал ги играл Дон Заве во негова представа Глорија, му донесов фотографија, меѓутоа немам сега фотографија, јас и Петер Паличко на сцена во Глорија. И му ја дава фотографија, он се одушеви, многу ми е драго, многу научи од него. А после, мислам дека кажа, после Бојан Ступица го ангажираа као драматург на оние што сме на режија да ни држи предавања за драматургија. И на секого ни даде по едно парче да го скратуваме. После тоа ме сретна Лобро Маточич. Сега морам да ви кажам дека Лобро Маточич ме многу сакаше. Он сакаше многу музикални луѓе, а ја бев многу музикален. Брат ми вика по филхармонија дека јас сум најмузикален. Ама вика, во Белградска филхармонија, ама вика, ама ти си помузикален од мене. Мислам дека таа музикалност потекува од мајка моја, која изванредно убаво пееше. Изванредно убаво свиреше на устна хармоника моја мајка. Така да, брат ми музичар, мислам да по фамилија, сопруга ми е прима балерина, позната. Брат ми е врхунски обоиста. Неговиот син заврши музичка академија, сега е виолинист во симфониски оркестар на радио телевизија Београд. Брат ми е наставник во Кумановска гимназија и тој е многу музикален. Сега доаѓа Стюарт Барч, најголем режисер на Олд Вик театар од Лондон. Шекспиролог кој само Шекспир режира. Како стои со германски јазик? Па викам, прилично добро, можам да комуницирам. Добро. Имаше два асистента.
Бора Драшкович, го знаете? Беше асистент и јас бев асистент. Сега, имавме пуно работа, уфрлувавме. Карло Булич си отиде нешто се разбере, Славко Симич го викаме Брабанци да игра. 6 лета ја водевме представата ние, од кога се отиде Барч. Многу научив од Барч. Начин на опходење со луѓето. Како дивно се опходеше, прекрасно. Према секој беше фин, диван. Не може во театар да се вика и да се прави театар. Тоа значи, удри дете, тепај го, оно плаче, а ти му викаш пеј. Абе, како пеам кога ми тепаш? Така тоа во театар изгледа. Ами имавме такви случаи во театар. На Дубровачки летни игри работев и како што милувате од Шекспир со Георги Паро. Георги Паро е прекрасен човек, прекрасен интелектуалец, пуно знае од театар. Мислам дека пуно му помогна. И он ми сакаше да му асистирам стално. Знаете што? Теорија без пракса е слепа, а пракса без теорија е мртва. Треба и едно и друго да се знае за театар. И ја многу му помагав на Паро, тој беше свесен. Кога дојдовме во Загреб да работиме Луда од палатата Шајо, која беше мало политичка драма, а да не кажам дека Паро беше малку аполитичен. Не се интересираше за политика и тоа, а ја знаев многу, бидејќи Пат Париза од Шолохов сум го читал 46-та година. И се сеќам како е паднал Париз, како е се инфилтрирани фашистичките агенти натре. А тоа е де факто во пиесата. И се запознав со господја Бела Хрлежа, прекрасна господја. Ја му викам, братија, овој монолог не е чини. Ово вика, не смем да ја вратим, како ќе ни ступица не ја враќаше, не се. Абе, како не ме враќаш, не чини ово. Дечки, јас одам во театарот, отам на академија, часови имам, ми предаваше на академија. Данчо води проба. И јас се вратив. Одреагира артистички луд, клекна покрај неја, не зборувам гласно, само она да чуе, и кажувам што сакам во. Зашто не е добар монолог? Она вика, тоа и јас чувствам дека не е добар. Еднаш вратив. Втор пат. Дојдов да и се извинам. Викам, извините, вика, јас би сакала уште еднаш да пробам. Може уште еднаш, 3 пати. И заврши проба, викам, благодарен, пробата е завршена. И овие артисти ми се собракаат, ти не си нормален, викам, ке ви кажам ја нешто. Ви се плашите, зашто се плашите? А зашто се плашите? За фина господи. Тоа е многу талентирана артистка. Она све може да направи, се што побара, он те направи. И од тоа доваѓа нејзина гувернанта која стои пред брата, она чукне 3 пута, ова влезе внатре. Бела. И вика, зое, вика, господја Бела. И овие вика, да, сега, вика, ке те уреди сега. И јас викам, кажете и на господја Бела да причека 2-3 минута, јас зборувам со артисти. Ма вика, тоа не смееш. Како може да те чека таа? Јас сакам да се приготвам, ако ми нападне, да знам да се бранам. Влизам внатре, она вика, јас сум се прв пат сум се осетила убаво на проба денеска. Прв пат овој монолог го почувствам. Многу ви благодарам
И после секоја проба ве молам да ми кажете, а ако не стигнете, на тоа се убаво сеќам, прибележите си. На тоа се сеќам. И одевме фино, задоволен. И доаѓам на премиера, влизам во портирница, огромен букет црвени карамфили. И он ми вика, господин Витовски, тоа е за вас. Како викам за мене? Вика, за вас. Викам, од кого е? Од господја Бела Карлежа, има виски Джони Вокер и фотографија. Мислам дека ја тоа кажам, нели или не. На фотографијата одзад пишуваше. Не знам ова, да не го преведам на македонски. Драги колеги, никада неću заборавити те дивне тренутке наше сурадње, kada smo zajednički istraživali taj čudesni lik Orlija. Za sve te divne trenutke duboko sam vam zahvalna, vaša Bela Karleša. После тоа дојде да спремаме светска премиера Катарина Измајлова, најнова верзија на Дмитри Шостаковиќ. Тој дојде во Загреб. Милан Хорват, кој беше едно време професор на Музичка академија, Фимчо Муратовски е негов ученик, изванреден диригент, изванреден познавач на музика, на стилови, изванреден пијанист. Така да мислам дека Пимчо е многу научил од него. А како што тамо чув, Пимчо му бил слабост на Хорват. Оти бил Пимчо многу вреден, многу работлив, многу внимателен и почнавме да разгледуваме операта. И Хорват вика, четвртава слика не е унисоно со овие други слики. Као да е друг композитор пишува. И тоа, бидејќи тројицата бевме, он вика, овде нема никој, нема никакви предлучкавачи, морам да ви кажам. И Шостаковиќ вика, таа слика ја напишав за барање на Сталин. Да напишам како полиција ги тепа комунистите. Тоа беше уствари. И некако го намолија, Коста Спајќ, мене не ме викаше Данчо, ме викаше Танчо. Го намолиме да изфрлиме таа слика. И дадохме представа, без таа слика, затворена представа во Хрватско народно казалиште, а свечена премиера ќе биде у Наполи, у театарот Сан Карло, кој е поголем театар од Миланска скала. Отидовме таму, нормално комплицирано со полиција италијанска и со свештенство италијанско, дојде бара да одржиме проба. Вика, вие сте комунистичка земја, сакаме да видиме што дават. Сега Мирка Кларич беше божествена Катерина Измајлова, многу убава жена и она сега седи само во едно тенко халничи на неја, ама се оцртава, убава. А вика, ово не може. Морате да ја облечете джемпер. Добро, ја викам, донесите да джемпер, оно неќе, викам, само сега, на представа, хврли джемпер какви. И дадохме 5 представи Катарина Измајлова и 3 представи Кнез Игор од Бородин.
а 120 критичари од цел свет имаше на премиера. Ме викна управникот на театар да му асистирам во Кнез Игор. А ја Кнез Игор не сум гледал никогаш. А му викам, нема крај. Па има уште една слика, нема, вика. Како нема? Па вика, така умрел композиторот и опера не е довршена. Ама викам, Нандо Роe беше. Викам, Нандо, да ти кажем нешто. Ми мораме да пронајдеме начин да направиме финале на операта. Па макар да земеме од негова симфоничка музика. Не. На 2 дена пред тоа, мене ми дојде идеја. Еден слеп негов војник, он доваѓа и сака да го види, ама не може да го види и едно дете го води. И ке доваѓа покрај него, пипак сабља, клекнува, почне да ја љуби сабља, дигне глава да го види и удара се со двете раци колко може по лице и почнува да рида, да плаче. Зошто не можам да те видам? Вика, а кој тоа ќе направи? Викам, јас. Ама утре е премиера. Утре јас ќе направам. Така имаше шминкер. Ама таков шминкер, кој 2 сата валјда ме шминкаш. Од 2 метра роđена мајка не може да ја познае. Ама гледа дека дупки има многу. Тил ми залепи овдека и ја тилото доздо гледаш дупки. Искочив на сцена, едно дете ме води, викам, ништо не бrini, јас тебе ке те водам, на него му викам, ама беше прекрасно кога хор почна да реагира. Ма што не е цуркате? Ма што барате овдека? Извънредно убаво. И ја дојдам, дојде директорот на опера, хор целиот аплаудира на цела. Никој не знае кој сум. В 1964 година привршија моите студии во Загреб. И требаше заедно со мојата сопруга Натка Пенуштиска, која беше прима балерина на балетот Хрватско народно казалиште, заедно со нашата ќеркичка Маја да се вратиме во Скопје. Тоа беше исконска желба наша, затоа што Скопје пострада во земјотрес. И јас и жена ми чувствавме долг дека треба да се вратиме во Скопје. Кај и мојот брат, кој беше музичар во операта во Каиро, испрати телеграма дека се враќа во Скопје. Го чекав на аеродром. И ми рече, викам, што дојде? Вика, куде сви, ту и ја. Јас свршив средњо музичко училиште во Скопје. Све што сум научив во Скопје. И тука, викам, ама во шатор. Бате, куде сви, ту и ја. И остана, го напушти местото на прво боист на операта и филхармонија во Каиро и се врати во Скопје. Штом дојдов по Скопје, ме назначија за режисер во операта при Македонски народен театар. И веќе идната година почнав да работам прва представа Љубавен напитак од Гаетано Доничети.
Морам да признам дека има извонредна екипа. Опте во тоа време операта имаше извонреден кадар. Во Љубовен напиток учествуваше Павлина Апостолова, прекрасен лириски тенор, покоен Благојче Николовски, како што јас сметам дека ретко во Европа ќе се најдеше тако Моцартов тенор, кој со изванредна стилска и музичка култура го интерпретираше великолепно Моцарт. Љубовен напиток го дирижираше изванредно добро Пимчо Муратовски. Потоа, покасно се упрелиме наша најдобра колоратурка. Кога викам најдобра, мислам во југословенски чак рамки, не македонски рамки. Затоа што она имаше таква фантастична школа од една руска стара певачица, господја Кунели, која предаваше во средно музичко училиште и кои ученици и беа и Караѓуле, Павлина Апостолова исто беше нејзина ученичка. Биџова имаше феноменални висини. Обично сопраните се праша дали пее С или не. Она пееше Ф, горе, високи Ф. Биџова. И направивме многу добра представа која беше примена и од публика и имаше критика, макар што немавме критичари. Музички критичари, по моје мислење, се појавија сега во последните 10 години. Иначе имавме катастрофално лоши музики. Имаше некои кои пијани седева и пишуваа после тоа критика. Представа Љубовен напиток идеше 20 сезони нон-стоп. Тоа зборуваше дека ме многу солидно приготвувале. Бидејќи јас режирав на памет, ја и кога ја режирав во Поljска, после 30 години, 85 година, јас ја потпуно поставив, исто како што стои, другаче ја не можев да ја поставам, бидејќи ја кога ја приготвувам операта, ја правам на макета. Тамо имам и луѓе на макета. Тогаш рачунам колку корака ќе треба да направи на 5 такта музика, до каде ќе стигне, така да нема импровизација на сцена кога ќе дојдам да ги враќам. Не е тоа така, не, тоа е испекцирано дома. И ја на сцена многу брзо работам.
И после истата представа ја правев и на Охридско лето пред црквата Света Софија, каде се тврдеше дека не може да се направи опера, оти има промаја, не се слуша ништо. Ја го поканих сценографот. Прво што направи ми вели Данчо, обезбедите ми 20 свечи. И 20 хористи на 20 различити места држава свечи. Он вика, погледајте, пламе е вака, овде има промаја. Зато звук од оркестарот на 7-8 метра не се слуша. Ке го решиме прашање, ке направиме порта која ќе видне потпуно адекватна на зидовите на Света Софија. Јас ке работам. Знаете како изработи? Од 3 метра да ја гледате немаше да знаете дека тоа е каширано. И кога ја направи, кога ја стави, висока беше ваljda 5 или 6 метри. Кога ставихме свеќи, пламе тако, и изванредна представа дадовме. Дури добивме такви похвали од некои музичари кои биле на Охридско лето, од Холандија, од Белгија. Кажува дека се музичари, дали може да присуствуваат на проби, реков колеги, само повелете. Потем дојдоа представи Боеми со Александар Лековски, кој изванредно добро, изванредно ја водеше представата Боеми Леко. Он има драмски акцент, он е драмски, би рекол драмски диригент. Би рекол драмски диригент. Он изванредно добро дирижираше Боеми, изванредно добро дирижираше Палјачи од Леон Кавало, изванредно добро дирижираше Кармен. То се све драмски опери. Една од представите која за мене, да не кажам, не бе со комплексна маличка вредност, ама ипак се стравува, беше Кнез Игор. Огромна представа. Во руската литература има две големи дела напишани. Тоа е Борис Годунов и Кнез Игор, во кои имат огромни хорови, балет, тешки представи. И барат извртни пејачи. Пејачи и добри артисти. Во Кнез Игор јас молев
кога ми го предложија да го режирам, молев да го земеме Оскар Данон за диригент кој извънреден познавач на руските опери. Дојде Оскар, се договорихме, добро, јас му реков, јас ќе најдам начин да направиме финале. Тој ми рече, не можеш да направиш финале, затоа што ја направих 2 режии сум правил, во Париз и во Мексико сум режирал и дирижирал Кнез Игор, така како што е. Ја му викам, не, така не може да оди. Морам да направам финале. Јас сум режисер, ја морам да направам финале. И му предложив сценограф да биде Димитар Кондовски. Он него познава, Димче, отидовме виде сликарство, него се одушеви од сликарството. Сега почнеме да разговараме, он му вели на Димче ќе правиме со балвани и Димче се сложи. Јас му викам, нема балвани. Ево ова слика што е пред нас, таа ќе биде прва слика на Кнез Игор. Сакам, Димче, твоето врсно сликарство, јас мислам дека Димче е најголем македонски ликовен уметник. Мислам да е ликовен уметник од светска клас, од светски маштаб. Мислам дека баш и за тие слики доби прва меѓународна награда во Мексико. Тие кои многу личат на икони. Прв печаток која ќе погледате, тоа е македонска икона. А читајте и барајте литература, што многу малку се навоѓа руска литература, па и ако најдеш за режија, само руско ќе најдеш, друго не можеш да најдеш. Прочитав дека тогаш прв пат во икона е употребено злато. Тоа за мене беше блиско до Димчето во сликарство и затоа му реков на Димче, триптихонот кој му беше во спалната соба, го десов дадон, викам, ево е трета слика. Слика на Галички. Димче ме гледа. Он знае, ја 2-3 месеца секој ден идам кај него. Ама, не сум му кажал дека ќе прави сценографија. Му реков, Димче, сега те молам, сакам да ми направиш макета потпуно адекватна на сценографија кој ќе биде на сцена. Барам, те молам, колку ќе побараш, толку ќе предложам да ти се плати. Само сакам да е то макета да биде извънредна. Кога дојде Данон од Белград, кога се врати, ја го доведов место у хотел право дома кај мене. Имавме една македонска соба, доле беше макета и он прво што погледна, јој, што е ова убаво, ама што е ова? Викам, ова е Кнез Игор. Како Кнез Игор? Има 5 батерии со бои различити, направи втора слика, трета слика, он беше одушевен. Морам да ви кажам дека Димче со ниедна пара не можевме да го платиме неговиот труд. Тој работеше у работилници по цел ден, беше тој сликаше. Ја мислам дека најголеми сценографии во Македонски народен театар од своето основање до денеска беше Ромео и Јулија во балетот Ромео и Јулија од Прокопиев, од Цицо Поповиќ сценографија, Грабнување од царе од Волфганг Амадеус Моцарт од Томе Владимирски и Кнез Игор од Димче Кондовски. Тоа е за мене, најдобри сценографии. Мора да ви кажам да прв пат во историја на Македонски народен театар, кога се дигна завесата во универзална зала, се провалби аплауз, поздравувајќи ја сценографијата. Сега дојде за мене најтежок проблем, правење на национални опери. Јас сум многу тесно сврзан со македонско национално творештво. Режирав 4 опери праизведби. Цар Самуил, Илинден и двете од композиторот Кирил Македонски. Режирав Мали принц по брилјантен текст на Екзипери од композиторот Тома Прошев. И на крај режирав
од Трајко Прокопиев, Кузман Капидан. Направивме изванредно добри представи, национални, и штета и греб за оваа нација, штета и греб за оваа национална наша младина златна. Испуштивме да не знае историја на македонскиот народ. Ами у Илинден имате све. Го имате Никола Карев, прогласот на Републиката прогласува. Све. Сакам да кажам, тие работи, тие опери мора да останат до ден денеска на репертуар.